Парите од унгарскиот кредит се значајна финансиска инјекција за сите општини, особено што најголемиот дел од нив во 2021 година наследија огромни долгови и речиси никакви проекти. Обидот и покрај таквото незавидно наследство, сепак да се направи нешто корисно за локалните граѓани, со овие пари се покажа како успешен, смета прилепскиот градоначалник Борче Јовчевски. Кога дојдовме во 2021 со новата локална самоуправа, немавме ниту еден готов проект. Да, имавме еден голем проект кој што требаше да ги исплатиме околу 5 милиони евра за останат долг и да не редам уште многу за останати неисплатени работи. Успеавме тоа да го исанираме, а че оставиме уште толку готови проекти колку што имавме побарано 2025. Значи готови проекти. За 2025 година, односно за втората транша пари од унгарскиот кредит, општина Прилеп веќе ги потпиша договорите за 12 проекти во вкупна вредност од 8 милиони евра. И заедно со трите лански проекти за кои општината тогаш доби 3 милиони евра, граѓаните на Прилеп ќе добијат вкупно 15 проекти во кои ќе бидат инвестирани преку 11 милиони евра за неполни 2 години. Во наредниот период следуваат како проекти ќе ги набројам, реконструкција на дел од плоштадот Методи Андонов Ченто, изградба на мост на улица Победа, реконструкција на влезот од Македонски Брод во Прилеп, нови детски игралишта во централното градско подрачје, имам изградба на водоснабдителен систем за село Лениште, потоа нова реконструкција на цевковод во индустриската зона и манастирот кај село Селце, поставување на фотонапонска централа на прочистителната станица, интеграција на SCADA системот со GIS платформа. Ова се само дел од проектите кои општина Прилеп треба да ги реализира согласно веќе потпишаните договори, а следствено на тоа и на одобрените средства од Министерството за локална самоуправа. Тука влегуваат и изградбата на полуподземните контењери на 21 локација низ градот, како и реконструкцијата на фасадата на основното училиште Рампо Левката. Инаку со првите пари од унгарскиот кредит, веќе наредната недела треба да започне изградбата на кружниот тек Табана, како и изградбата на дел од улицата Победа, а додека реконструкцијата на водоводот во населбата Карабдалица во центарот од градот веќе е целосно завршена.